вашето утрешно предјадење ви предлагаме еден интересен рецепт – шкотско јајце. Најнапред го земаме кромидот и го сечкаме на ситни коцкички на даската за работа. Потоа земаме една од тавите етернити, на неа ставаме масло за јадење кристал и ја ставаме на оган. Го земаме целото количество млеко и го истуреме во садот каде се наоѓаат срединките од лебот. Го оставаме лебот додека убаво не го впие млекото. Го земаме садот со ситно исечканиот кромид. Го додаваме целото количество од кромидот во тавата со загреано масло да се пржи додека не омекне. Настрана ги земаме варените јајца и ги лупиме. Потоа го земаме макдоносот и на даската за сечење со нож ситно го сечкаме и го ставаме во садот каде се наоѓа меленото месо. Додаваме едно живо јајце и претходно натопениот леб во млекото. Посолуваме, запиперуваме. Целата смеса добро ја промешуваме со дрвена лажица. Кромидот од тавата го претураме во цедалка и го одцедуваме од маслото. Потоа одцедениот кромид го ставаме во садот со подготвената смеса. Целата смеса добро ја месиме со рака додека да добие компактна маса. Потоа земаме дел од смесата и ја расплескуваме на дланка. Земаме едно варено јајце и го ставаме на средината од расплесканата маса. Потоа јајцето со раце го обвиткуваме од сите страни со смесата од мелено месо. Со раце од меленото месо и вареното јајце формираме топка. Вака подготвените топки ги ставаме во тава за печење. Ја попрскуваме тавата со масло за јадење, потоа ја ставаме тавата во рерна да се пече. Топчињата од месо се печат 5 минути на температура од 250 степени. Во меѓувреме, земаме 2 јајца, ги кршиме во еден подлабок сад. Јајцата во садот ги матиме со вилушка и ги оставаме настрана. Земаме едно тенџере и го ставаме на оган. Во тенџерето ставаме поголема количина масло за јадење и го оставаме да се загрее. Ги земаме едно по едно шкотските јајца и со раце ги валкаме во садот со брашно. Јајцето треба да е добро набрашнето од сите страни. Потоа шкотското јајце го ставаме во садот со изматени јајца и со раце го валкаме од сите страни. Потоа го вадиме шкотското јајце од садот и го ставаме во лебните трошки. Со раце добро го валкаме јајцето во лебните трошки од сите страни. Вака подготвените шкотски јајца ги вадиме од садот и ги ставаме во тенџерето со загреано масло да се пржат. За време на пржењето шкотските јајца ги превртуваме. Шкотските јајца ги пржиме во маслото додека не добијат убава румена боја. Потоа ги вадиме и ги ставаме на чинија за сервирање. Шкотските јајца ги сечеме со нож на половина. Ги декорираме со копар. Со овој интересен специјалитет, како прилог послужуваме сос од измешан мајонез и кетчуп. Добар апетит!